Филмовелиме Добар ден на господинот Томе Биновски, со кој направивме еден чуден серијал од неколку 2,5 до 3 месеци посветени на јогата. Бидејќи господине Биновски наидуваат новогодишните божичните празници, ќе мора да направиме мала пауза. Да, секако ќе направиме пауза. Меѓутоа, ова емисија, да речеме, последна во оваа година, нели, последен петок е, да вака ја замислив како да направиме една ретроспектива на овие наши активности кои ги направивме. Посебно го ценам јас едукативниот пристап во оваа емисија ваша, во која овозможивте да за граѓаните, да кажеме, од Штип и целиот источниот регион да се добијат повеќе информации за јога, за ефектите од јога, начините кои се работат во делот на презентациите кои ги правихме во живо, нели, во вашето студио тука. Сега, бидејќи веќе одржијата го пушти основното за кој говоревме, тоа е јога курси за бремените жени. Јога курсивите за бремени жени всушност е заеднички проект на Министерството за здравство на Република Македонија и Јога сојузот на Македонија. Значи, тоа е исклучително квалитетно нешто што е направено. Ние сме пред се благодарни на Министерството што имаше чувство за таа работа, затоа што имало многу тимови во Министерството овие децении, но никој пат не се дошло до тоа да се направи една ваква соработка, затоа што Јога сојузот на Македонија 30 години веќе работи часови за бремени жени и што овој тим во Министерството предводен министерот Тодоров, кој во своите реформски зафати во здравството, значи имаше сенс за дека ова знаење кое го поседува Јога сојузот на Македонија, дека може да се стави на располагање на бремените жени, како да полесно да го пребродат бременоста, како да научат повеќе за бременоста, како да станат свесни за себе, да стекнат знаење кој ќе им овозможи да чинот на пораѓање биде нивниот најубав момент во животот, а не да биде баук, например, да нема да се острани страво, да се припреми жената за тој чин и така натаму, така да оваа соработка со Министерството планираме да продолжи. Вие донесовте фотографии повеќе, па ги гледаме и да претпоставам дека ќе прокоментираме по некоја ситуација каде се овие. Овие се во Скопје, значи во Скопското јога друштво, каде што ова е со средба и со учителот Павло Сасенагас, значи по методологијата на учителот се работеше малку поспоро да иде, ако може. Ова јога друштво Штип, значи во Штип беше претходниот слайд со бремените жени, ова повторно е во Скопје, во Штип сме тука, значи на часовите практиканти кои доаѓале, пошто, да кажем, на одредени часови, секој пат сите не доаѓаат и така. И ова предпоставаме тука кај нас. Еве исто и во Скопје ова разговор со учителот, кој баш им укажуваше на тоа, да жените станат свесни за бременоста, дека тоа е еден исклучителен момент за таа убавина што им се случува во животот. Тој им го кажува низ еден филозофски аспект, меѓутоа и низ едно практично знаење кое го има. Тој им укажува баш и во центрите кај што одеше дека исклучително битен континуитетот во вежбањето во овој период на бременоста, на техниките кои се работат. Значи тука се учат техники за дишење, се учат техники за зајакнување на мускулатурата, посебно мускулатурата која е неопходна. Ова е веќе во Прилеп, значи со бремените жени, значи во центарот во Јога друштво Прилеп. Значи исто во Прилеп разговорот кој го водеа со учителот, значи е битно да се освести тоа кај бремените жени дека тие со знаењето кое го стекнат во Јога сојузот кога доаѓаат на овие часови, тие да си помагаат себе си помагаат за своето бебе на еден најдобар можен начин да научат да се релаксират, да научат техники на дишење, да се спремат на еден физички, на еден психолошки, на еден ментален план. Значи, исклучително е битно да жената стане свесна за својата сила, за својата моќ која поседува и за единствениот моментот на бременоста, значи моментот на раѓањето, како што вели учителот, моментот на раѓањето е безвременски чин. Сега, кога говориме за ова, низ овие слайдови, барем, мој печаток е дека жените и во Скопје, и во Штип, и во Прилеп, и во Битола се одзоле на повиците на Јога сојузот да се тоа е убава шанса. Значи Јога сојузот со Министерството за здравство значи даде една неубава, него извонредна шанса за низ едни бесплатни курсеви
да се дојде до тоа знаење кај нив. Значи, жените кои се бремени, значи, низ таа обука која имаат кај нас, да си го олеснат, да ги олеснат овие месеци на бременост, да научат да уживаат во бременоста, или доколку имаат потешкоти, да научат како полесно да ги пројдат тие потешкоти. Тоа е исклучително битно, значи, да станат свесни за она што ги очекува во моментот на самиот пороѓај, кога ќе дојде, да жената знае да комуницира, да биде свесна што треба да направи, значи да надмине таа несигурност, паника, би рекол, кај поголем број на жени кои се јавува од самото породување. И да се свати... Ова е единствен ваков проект, барем колку што говоревме во Европа, ако не се лажам. Па не знам сега дали на друго место има, да речеме, со влада да се прави заеднички програм. Меѓутоа имаме ова што е соработката на Јога Сојузот на Македонија со здравствена институција, тоа е Заводот за рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања во Охрид, значи 23 години во континуитет е таа активност. Тоа во Европа го нема никаде. Тоа сме сигурни да една соработка на еден професионален начин меѓу медицинските лица кои сватеа го увидоа уствари ефектот од јога, дури се одеше на заеднички конгреси медицински и конгреси за јога како наука од светски ранг, заедно се настапува доктор Котлар, знам се сеќавам од Охрид и така. Значи ова можно да е единствено. Сето што го говориме во сушност да ги анимираме нашите граѓани да знаат нешто повеќе за јогата како систем, како комплементарен систем кој можат да го применуваат и да си го облагородат собствениот живот и собственото здравје, собствениот дух на крајот на краиштата. Да, видите, значи ние зборувавме за јога воопшто, значи како една наука која го племенува човековиот живот и кои низ тие техники кои се учат, да кажеме, како што си за релаксација и за дишење, телесни, физички позиции, асани, да кажеме, банди, мудри, тоа специјални техники во јога, невромускуларни техники, кои влијаат на подобрување на енергетските токови и така натаму, зекнување на мускулатурата на одреден начин во јога, специфична мускулатура се стекнува, овозможува човекот да добие подобар квалитет во својот живот. Секој што е работа по континуирано, под една стручна контрола и насока на наставници како што Јога Сојузот на Македонија, ефектот е неминовен тука. Затоа тоа знаење во една специфична група на луѓе, да кажем, кај бремените жени, го примеруваме и во Штип, и во Скопје, и во Битола, и во Прилеп. Најверојатно после нова година може да ќе се прошири и во други градови на Македонија. Значи, тоа е една перфектна работа, да кажеме, Министерството Јога Сојузот му подарија уствари на македонскиот народ, значи во Македонија, можност да на бремените жени поминат една обука која извонредно ќе влијае на квалитетот на нивното породување. Ние во претходните емисии имавме и изјави снимени, ги пуштавме како филмувани изјави од жени кои веќе применувале јога, применувале баш јога, себе си се ослободиле од било каков страв дека чинот на раѓањето може да им наштети заради тоа што цело време го контролираат тоа. Самосвесни. Значи, што сакав да кажам, значи не прашува тоа жените што во документарот се зборува, како народното не прашува гаталец, прашува паталец. Значи, тие што го примениле, тие на најубав начин го кажуваат. Вие кога ќе поминете една работа низ вас, тогаш најдобро ќе зборувате вистински за тоа и енергијата која излегува од вас кога кажувате друга отколку кога се зборува само книжни зборови, да кажем, кога нешто читате. Јас го замолил режијата да го пушти вториот слайд што го направивме од фотографиите, аз се однесува токму на курсевите што ги имате за бремените жени. Да, нема проблем. Некој можеби ќе се повтори од фотографиите, но не е битно. Сакав една друга работа да кажем, значи со овој проект на заедничка соработка меѓу Министерството за здравство и Јога Сојузот на Македонија, всушност се вклопуваме во активностите на Министерството, баш во секторот на превенција за бремените жени, кај што сега од 1 декември Министерството за здравство, значи, дојде една новина, значи, нула трошок партиципација за бремените жени во Македонија. Значи, тука Министерството ги зајакнуваат и оние активности во руралните подрачја, посебно категории за неосигурани жени и така натаму, се со цел зголемување на наталитетот во Македонија,
и ние сме горди што заедно со Министерството да работиме на овој план на подобрување, да кажеме, на наталитетот во Републиката. Йога програмот овозможува, видите каква благодарност имате луѓето кои се поздравуваат со учителот, значи тие жени кои се таму, затоа што они сваќаат, они чувствуваат што добиваат на овие практични курси. Значи една фотографија кажува, или да зборови, ова фотографија ви кажуваше многу. Значи тие жени кои доаѓаат на курсевите, потоа дома практикуваат. Значи знаењето кои го стекнуваат не е само за таму, туку секојдневно си функционираат и самостојно со тоа што они доаѓаат на часовите и практично како една настава, да кажеме, на факултет или како што се изедува настава, они добиваат ново знаење. Значи, на претходното знаење надградувате ново знаење и на тој начин постојано растете во квалитетот на знаењето кој им помага всушност за чинот на поредувањето. Но оно што е најзначено, тоа не се заборава, и при следна бременост може да ги пременат јога знаењата. Секако дека може да видите, тоа е значи пренатална јога, додека во јога имаме разработена, да речеме, методологија и за постнатална јога, значи како жената после чинот на пороѓање да се врати во нормала, да речеме, посебно физички и секако и на психолошки план. Значи да во континуитет си продолжи да го одгледува своето дете, да кажем бебенцето кое ќе биде со неа. Значи тука развива чувство јогата и за една сериозност за себе, за да се грижи за самата себе, но и за чинот на мајчинството кој следува после пораѓањето, да кажем едно продлабочено чувство ствара кај бремената жена. Сметам дека оваа соработка ќе продолжи и мислам може да биде и пример, да кажем, и на другите земји во Европа и во регионот, како тоа треба да се направи. Како едно министерство, да кажеме, за здравство се грижи за бремените жени, значи за идните поколенија. Значи ова е еден практичен, вистински чин. Значи не само да се зборува, значи како се прави, значи тие жени тоа ќе го памтат цел живот и ќе го кажуваат и на другите. Значи натаму културата кај бремените жени за одење и практикување на јога, да кажеме, ќе биде на едно повисоко ниво. Значи ова е и самиот циклус на емисии во омасовување на тоа знаење, да се чуе вистината за овој проект, да кажеме, за самата јога. Ваков елан и ентузијазам како што го пренесувате преку нашиот етер до граѓаните, го опфати и целиот јога сојуз во Македонија? Па да кажем, навистина ангажманот е голем, мислам секако и како професори по јога. Желбата која е присутна кај вас и која се огледа низ разговорите за јогата, претпоставам дека како таков елан, како вирус се пренели кај другите ваши пријатели од Јога сојузот на Македонија, па исто таков жар да... Јас да ви кажам дека пошто ние долго време го работиме тоа, значи во Јога сојузот има 30 години, значи се работи со бремени жени, ова доаѓа, знаеш, како момент на едно признание, да кажеме, од државата, дека се ангажира Јога сојузот за едно знаење кое го има и ние, јас да ви кажам, на времето упатив ми еден допис до ректоратот во Универзитетот Гоце Делчев, за да им го кажеме на можноста за соработка меѓу Јога сојузот и знаењето кое го има во тој дел, посебно за медицинскиот факултет, кој може да биде комплементарно за тие студенти, и во делот на факултетот за образовни науки, да кажеме наставниците кои би работеле со идните ученици, да кажеме, во идно време, доколку тие наставници, професори идни и тие медицински доктори имат одредени сознања од јога, можат многу да им помогнат на идните нивни пациенти, односно на идните нивни ученици во усвојување на знаењата, односно во подобрувањето на здравјето. Впрочем, ви тоа го потврдите низ примерот за здравствената установа во Охрид, каде што 23 години, четврт век, што би се рекло. Четврт век е. Навистина во Европа не постои, значи Јога сојузот на Македонија тука не се работи за теоретски приказ, туку за во суштина класично практицирање. Да ви кажем во што е моќта, значи, на Јога сојузот на Македонија, значи тоа е моќта во методологијата која ја има направен учител Павло Хасанагас, значи за пренесување на тоа знаење, значи како се пренесува тоа знаење на современиот човек, а да ги задржи сите традиционални елементи, квалитети од јога, ослободени од сите, да речеме, религиозни примиси, пошто често пати оние кои не знаат за јога
зборуваат нешто што нема врска, да речеме, со Йога Сојузот. Значи, тука ова е очистено знаење, како се вика, чиста формула на јога. Филтрирано, што би се рекол. Чиста формула за јога, значи за вистинска јога, и не случајно во медицинските установи, значи тоа останува, се гледа што се работи, истражувања кои се прават. Значи Йога Сојузот е единствено во тој поглед, да кажем, не само државата и пошироко, значи кој правил научни истражувања за ефектите од јога на здравјето на луѓето. Значи со тоа е настапувано на медицински конгреси, значи на светски конгреси за јога и холистичко здравје, значи соработка со врвни институции во светот и така натаму. Значи тоа на нас ни е мило што државата конечно го спозна тоа знаење, таа моќ. Значи таа можност да се подобри здравјето и ментално и физички. Да, здравјето е моќ. Значи Йога Сојузот може да помогне и во ваквите активности, може да помогне и во соработка со универзитетите. Ево универзитетот Гоце Делчев, да речеме, интересен исто така во Скопје универзитетот. Значи кај што можеме да помогнеме ние со знаење со кои располагаме, а кои го немаат другите. Значи ние сакаме тоа знаење да го ставиме на располагање на општествената заедница, на државата. Господин Биновски, бидејќи сме пред крај на оваа година, колку вие лично, предпоставам и вашите пријатели од Йога Сојузот на Македонија, се задоволни од севкупната ова активност на Йога Сојузот на Македонија и Йога друштвата поединечно низ градовите во Македонија, заради тоа што е еден ваков крупен проект. Не доаѓа случајно токму во Йога Сојузот, туку е плод на многогодишна, макотрпна работа, објаснување, напори, повеќе децениски, па да. Повеќе децениски. Значи, да, јас и како подпредседател на Йога Сојузот на Македонија можам да кажам дека ние сме задоволни од оваа година, секако дека можеше и подобро, тоа подобро да го оставаме за 2016 секако. Да. Ќе го пренесеме. Ќе го пренесеме на конто. Значи, Йога Сојузот со своите активности во практичните часови, во семинарите кои се држат и да речеме тој аспект, да речеме и теоретски што се работи, значи тоа го работиме стандардно, а да речеме ова со проектот со Министерството за здравство, значи го сметаме за едно заокружување на активноста на Йога Сојузот во оваа година и сметаме дека тоа треба да продолжи да се надградува, можеби и во други дејности, не само со бремени жени, да кажеме, затоа што ние поседуваме знаење кое може да се искористи и кое државата, да речеме, и да од најразличен аспект може да не вклучи во различити проекти кои ние можеме да ги понудиме. Покажавме дека сме сериозен субјект. Ние сметаме дека и понатаму ќе соработуваме со Министерството за здравство, со министерот Тодоров, со тим што има таква, да речеме, визија и желба за воведување на иновации, навистина е убаво да се работи и лесно е да се работи. Значи тоа е еден пример за една успешна соработка која може да биде пример за другите министерства, да речеме. А што ќе кажеме во оваа прилика за Йога друштвото во Штип, задоволни, незадоволни, можело повеќе, можело помалку? Секој пат можело повеќе и подобро. Ние сме задоволни, да речеме, со овие активности што ги имавме годинава. Се надевам дека тоа ќе продолжи и понатаму, дека и во интерес на граѓаните на Штип ние сме на располагање преку практичните курси, преку предавањата кои ги одржуваме, преку овие семинарите кои ги одржуваме. Се надевам следната година ќе имаме и републички семинар тука во Штип повторно, така да работиме на планот на популаризација на йога културата кај нас и подобрување секако на здравјето на поединците кои доаѓаат и работат во часовите за нашите практиканти, да кажем. И превршувајќи во наш разговор, уште еднаш базичните информации, каде, како граѓаните можат да дознаат или да дојдат да практикуваат йога? Па, тоа ќе биде следната година, оваа година имаме след 2 часа. Тоа е утре, нели? Ние во понеделник ги одржуваме последните часови за оваа година. Значи, часовите Йога друштво Штип ги одржува во Домот на културата Ацо Шопов во понеделник и петок и во училиштето Димитар Влахов во понеделник и четврток, обично од 19 часот. Сега тука поради курсот за време од 18:30 почнуваме, така да отприлика тие се термините, тие се локации, стандардно ние работиме веќе со години таму. Важи ли се уште повикот за бремените жени? Може, да, може да се вклучат. Значи, тоа што не е специфичен период, не е. Така. Значи бремените жени можат во било кој период да се вклучат на часовите и обично дури во Скопје има листа на чекање, да кажеме. Да. И, сега
некои се 7 месец, 8 9 месец веќе завршува, па други ќе влезе и така. Тоа е цел циклус кој тоа ќе трае. Тоа ќе трае, значи повеќе до бремените жени, значи може да дојдат на часовите на Facebook страната на Йога друштво Штип, значи на кирилица Йога друштво Штип може да видат, или на латиница Йога Сојуз на Македонија, значи одат комплетно информациите за Македонија и во Йога друштво Штип, каде контакт телефони се имаме таму за да се дојде и така натаму. Господине Биновски, благодарам за разговорот, ви посакувам плодна и успешна година 2016-та, барем во најмала рака да биде како ова 2015-та гледано од аспект на јогата. Ќе биде и подобра. Јас би сакал и на крај да го честитам на Божик на верниците католици денес. Јас не ги преку Грегоријанскиот или Јулијанскиот календар. Да, а исто и да го честитаме празникот Свети Спиридон за сите оние што го чествуваат во православието. Благодарам за разговорот и многу успех, а не нашата успешност е мерење по тоа што емитуваме комерцијални пораки.